Заради репрезентативните настапи на сениорскиот национален тим, фудбалерите на Победа се на мини пауза која максимално ќе искористат со одигрување на пријателски дуел во Корча со Скендербег. По одиграните 4 кола во македонскиот фудбалски шампионат, Победа одигра на задоволително ниво, триумфираше против Беласица, ремизираше со Шкупи и Силекс, а загуби од Работнички. И од стручниот штаб се задоволни од представувањето на Победа во новиот фудбалски шампионат, со желба сезонава Победа да игра важна улога во првенството, а не да ги доживее моментите од претходните 2 сезони, кога играше во баражот. Според спортскиот директор Јане Николовски, стручниот штаб и управата на клубот не може да не биде незадоволна по одиграните 4 кола до сега. Во првите 4 одиграни кола освоивме 5 бодови. Јас верувам дека можевме да освоиме во тие 2 надпревари на гостински терен уште 4 бодови, меѓутоа што е тука е. Она што поминало не можеме да го вратиме, тие ситуации кои што за нас беа поволни во финишот на тие 2 надпревари не ги искористивме, меѓутоа јас верувам во работата на овие предсе на стручниот штаб и на фудбалерите и се надевам дека ќе се консолидираат и дека допрва ќе следуваат добрите игри и добрите резултати на Победа. И првиот човек на кормилото на Победа Мегленски е задоволен од досега постигнатото, ставајќи акцент на играта во одбраната. Јас сум задоволен единствено од желбата, од пристапот на игра, али верувам дека и со тек на утакмици затоа закажуваме и вакви контролни јаки надпревари, за екипата од надпревар да се што може да се воигрува, затоа што знаеме сите дека има многу нови играчи, имаме проблеми со повредени играчи, кај што се надевам дека во овој временски период кај што имам пауза сега ќе се консолидираме, ќе се доекипираме и во нареден период ќе имаме многу подобри игри во таа, да кажем, фудбалски во трета фаза кај што ни треба завршен пас и да постигнеме некој гол повеќе. Ние да не забораваме, имаме 1 гол постигнато, имаме 5 бодови. Не можеме да бидеме незадоволни. Инаку во наредниот период Победа ја очекува 2 дуели во шампионатот, кои ќе ги одигра како домаќин, првиот со Ренова, а вториот со Академија Пандев, а потоа следува и пресметката со Шкендија. Викендов стартуваат надпреварите од фудбалската трета лига Центар. На програмата се дуелите од првото коло, а во него играат Тополчани Младост Кривогаштани, Росоман Питу Гули, Ново Црнилиште Големо Коњари, Бабуна Напредок, Братство Марена и Превалец Тополка. И годинава во овој регион најмногу бројни се представниците од градов. Стартуваат и надпреварите во женската ракометна Суперлига. Викендов на програмата се дуелите од првото коло, а во него Прилепскиот Суперлига ше домаќин на Овчеполе. Прилепските девојки надпреварот ќе го играат во недела со почеток од 15 часот во салата од средното училиште Ристер Рисерски Ричко. Во ова коло уште играат Цемс Пелисер, Вардар Куманово, Гевгелија Спартак и Металург Стружанка.